Намалувањето на затворските казни на криминалците од највисоки редови, бришењето на ставот 5 од кривичниот законник и така ќе влијае на патот на Македонија кон Европската унија, смета претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, коментирајќи ги последните случувања во најновите измени на кривичниот законник кои стапија во сила вчера. Мицковски смета дека криминалот и корупцијата кои владат во Македонија се една од главните пречки на државата за да може таа да се развива. Неказнивоста на истите пак е рак рана на општеството. Тој вели дека СРСМ и ДУИ се подготвуваат за опозиција, па затоа на ваков начин со налепено европско знаменце ги донесаа измените во собранието. Но Мицковски повторно порача дека криминалците ќе одговараат. Најави дека подготвуваат ново законско решение. Тоа ќе представува озбилна пречка, затоа идната влада на ВМРО ДПМН има сериозна намера да се позанимава со оваквиот облик на криминал и корупција во Македонија и затоа подготвуваме оригинално законско решение кој што ќе биде дел од идната предизборна програма на ВМРО ДПМН и тоа може да се примени и имплементира ако само се искористат постојните закони во Македонија, не мора некои револуционерни робусни реформи да се прават. Тврдењата на Ковачевски дека со новите законски измени немало да бидат опфатени големи кривични дела според Мицковски се апсурдни. Јавноста нека оцени, ако не е тешко дело перење пари, уцена, загрозување на уставниот поредок на Македонија, понатаму злоупотреба на службена положба и овластување, и така натаму. Има неколку дела кои што се директно злосторничко здружување, се директно афектирани од страна на овие измени во кривичниот законник, не се тешки дела, тогаш наистина не знам што се тешки дела. Јасно е дека тој и пратениците на СДСМ, заедно со ДУИ и пратениците од ДУИ и останатите се спремаат за опозиција и на ваков начин сакаат да си обезбедат покомотна положба. Измените на кривичниот законник бурно беа дочекани од граѓаните, експертите, но и од меѓународната заедница. Американската амбасада рече ќе го разгледува законот, а евроамбасадорот Гир покри загриженоста за носење на законот со европско знаменце. Реч дека и со овие измени се зголемува ризикот за зголемување на неказнивоста во Македонија. Законот беше изгласан по брза постапка, без дебата и само со поддршка од владачката коалиција.